Чувствителни настани. Токму така. Може ли да бидеме како порано? Да бидеме двајца странци кои професионално работат? Може ли? Така нека биде. Алпер! Јас си велев Хазиран е добра, таа е прекрасна девојка. Молев да не оди, ама ние не сме ја познавале девојката. Таа не била ништо друго освен разгалена, површна и глупава Внимавај девојка. како зборуваш за другарка ми, Хазиран не е таква девојка. Остави ме, ете слушнавме. И таа има своји причини, дали разбираш? Какви причини има? За кои причини зборуваш, Бириджик? Види, јас Појрес го познавам од моето детство. Да немаше силни чувства, да не беше сигурен, немаше да и се довери на Хазиран. Твојата другарка му го скрши срцето на брат ми и си поигра со него. Мојата другарка не си поигра со твојот другар. Бириджик, ако продолжиш да ја браниш Хазиран, те молам да не зборуваме. Секако дека ќе ја бранам. Мојата другарка со птичје срце направи грешка и... Каква совест, ма каква совест? Што знае таа што е совест? Да не знаеше, ке вртеше грб и ке заминеше откако го пропасти Појрес. Ама остана овде, остана за да ја поправи грешката. Момент, што сакаше да кажеш со тоа Хазиран откако го пропасти Појрес, а? Хазиран ли ти ги спрати тие биланси во банката? Појрес? Не сакав да те навредам. Бурак, денес нешто ми спомна за јахтата. Што беше тоа? Праша неколку муштери ебато, за да ја изнајмат, ама да Хазиран рече Појрес не ја изнајмува јахтата. Ворет не ја изнајмувам. Но ако сакаат, можем да ги однесам до убавите заливи, прашај ги. Добро, ќе им кажам. На нашиот залив? Како наш? Зара имаме веќе нешто од нас? Има. Значи, има како ортаци. Како ортаци? Значи ти навистина беше сериозна кога пред малку така рече надвор. Така ли е? Да. Сите твои чувства беа вистински. Да. Ворет, тогаш нема ништо меѓу нас. И нели нема ништо да почувствуваш после ова што следува, така ли? Што ќе биде? Çift gökkuşağı çıkar Sen yağmurda gülünce Yaz erken gelir Buzullar erir Sen bana yürüyünce Çift gökkuşağı
dışarı çıkar. Sen yağmurda gülünce yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce. Го знаев тоа уште првиот пат кога ме бакна. А сега се уверив. Ти лудуваш по мене, Хазиран. Не. И нема веќе да те прашам зошто бегаш од мене. Затоа што ти ќе дојдеш и сама ќе ми кажеш се. Ова не е предизвик. И не е предизвик. Ова е вистина. Јас не си играм. Тогаш биди спремна од утре да гледаш сосема друг поираз. Камо да не дојдеше на островот. Камо? Да одиме на плажа? Не, многу ја оставив сама баба ми. Ќе одам кај неа. Ке си ги кажавме маките. Јас немам никакви маки, што ќе ти кажам? Уживејте вие, се гледаме. Хазиран ли била крадецот што поразговара толку време? Немој. На што личи ова, бе? Види, Алпер, те молам, немој сериозно да го свекаш тоа што го кажа. Бев многу пијана. Те молам, не знам што зборувам. Ете, само се глупирам, само трескам глупости, те молам, Секако. Алпер. И Хазиран беше меѓу туристите што ги донесе Садик. Појраз Не, па Хазиран, Алпер. Хазиран па појраз. Бириџик, тргни се. Таа девојка сите не измами. Сите, а најмногу појраз. Брат ми се залюби во девојката која му го уништи животот. И? Ке му кажеш на појраз? Секако дека ќе му кажам. Не. Да знае каков човек е жената пред која го отвори срцето. Слушај, навистина, Хазиран многу се потруди да ја исправи грешката, уште се труди. Те молам, немој тоа да го направиш, Алпер. Бириџик, доста. Опа, ти не гледај. Тргни се, Бириџик. Тргни се. Имаме соба со двоен кревет, празна е. Бириџик, тргни се. Појраз! Не, немој. Чекај, бато! Алпер, слушај, те молам, прво слушај ме мене пред да зборуваш со појраз, те молам. Бириџик, тргни се. Појраз, Бабо? рече дека е кажа на Хазиран за мајка ти. Што друго зборувавте? Ништо, само тоа. Значи сега за сега. Така е подобро за тебе. Може би е така, бабо. Ама не знаеме што ќе покаже времето. Господја Алије, Не те познавам. јас сум Ѓорхем, другар на појраз од хотелот. Ова се вашите лекови. Благодарам.
Господјо Алије, јас сум дизајнер на концептот на хотелот. Директор сум. Јас сум се. Значи, не сум човек кој вака носи работи по дома. Немојте погрешно да ме разберете. А освен тоа, многу ме интересираше бабата на карираната кошула и затоа дојдов овде. Ајде, не одолговлекувај, кажи зошто дојде. Господјо, слушнав од господинот Садик, вие сте биле црната кутија на островот, во име на Господ. Што имало помеѓу Зейнеп и Селма? Зошто се скарале? Зошто не зборуваат? Мислам дека ги знаете сите детали. Поради таа сурова девојка, таа е виновна за се. Доволно е тоа да го знаеш. Навистина е добро што се разбудивте, господјо Алије, но мене не ме фаќа сон. Суштината на зборувањето стои пред мене, ја гледам. Ќе пружам рака, ќе ја допрам, ама вие не ми го давате крајот од јажето, ме разбирате што сакам да кажам, господјо? Јас накратко ти ја кажав работата. Деталите се помеѓу две сестри, тоа е нивен проблем. Синко, и тебе ли не ти се допадна гостинот? Куци. Седи, душичка. Многу ли ти е жешко, а? Што се случува? Јас повеќе сакам мачки. Види. Лепезата ли ја сака? Види. Ја сака лепезава, нели? Синко, и тоа се збуни од Жешково, што да прави? Хазиран ми кажа дека нема една шепа. Ти си другар на Хазиран? Се разбира, да. Се гледа. Господјо Алије, јас во светот на модата сум многу угледен човек. Не ме споредувајте со никого. Освен тоа, Хазиран инсистираш и затоа дојдов до овде, за да не ја одбијам. Островов е многу убав, многу мил и искрено ми се допаѓа. Ама ти не му се допадна на островот. И Хазира не му се допадна воопшто. Ајде, со здравие. Ау, теткава била Каламити Джейн. Куци. Што велиш за ова? Сладко куче во одвратна куќа. И ти ли сакаш да лежиш на земјата како Ромул? И ти ли сакаш, а? И лепезава ти е спремна. Јас сум твој слуга. Слуга ли сум јас? Добро утро. Добро утро. Што ти е, како да си болна? Не, синоќа не спиев добро, затоа. Многу е жешко, ти не си навикната. Дојде ли појраз, не дојде? Да, дојде. И тој е денес интересен. Сигурно е многу строг. Ги искарал сите што се појавиле пред него. Не. Денес е различен. Тоа е појраз? Види го карираната кошула. Значи, кога сакал можел да освои срца. Ете го подобрил односот кон муштериите. Колку убаво. Хазиран? Сена, добре дојде. Што бараш ти овде? Бириджик ми кажа дека си отворила хотел, си го спакува в куферот и дојдов. Одлично си направила. Знае ли Бириджик дека дојде? Не се јавив. Плажата многу убаво изгледа. Таква е. Како е ноќе? Мирно. Значи мртво. Не, да не кажеме така, мирно да кажеме. Што да правиме? Ќе најдам други работи за уживање. Прво да се сместам, па потоа ќе видам. Нехир? Дајте ми лична карта.
Кој е тоа? Мојот ортак. Со ваков ортак и јас би поднала оставка и би се сместила на островот. Статусна врска? Не, Ти да не му се пушташ, не душо, каква врска има? тогаш јас сум во акција. Сена види, појра се строг груп, ладнокрвене, не сака да зборува со туѓинци, дури неговите одговори се состојат само од да и не. Затоа подобро би било да не контактираш со него. Добре дојдовте. Добро ве најдов. Изгледа прв пат доаѓате на островот. Толку ли е очигледно? Малку. Ама ако не сте го повредиле зглобот на тие штикли, ако сте стигнале до овде, тоа е голем успех. Добро утро. Добро утро. Нехир, кој број? 12. 12. Соба со поглед на море. Уживајте. Ќе уживам. Ако ви треба нешто, тука сум. Секако. Денес си многу весел, како да кажам, малку претерано си социјален. Премногу социјален. Ти реков биди спремна да гледаш друг појраз. Хазиран, јас му кажав се на Алпер. Хазиран, погрешка кажав се. Хазиран, направив грешка. Хазиран, значи за никаде сум. Бога ми, јас не реков. Кој те излуди толку? Одам во базен пред да појадувам. Чекај, не оди. Алпер спие. Ние синоќа пиевме малку и заспа на троседот. Добро де. Ке го разбудам и заедно ќе појадуваме. Атеш, не го буди. Реков, не го буди. Дадо, тука нема никој. Алпер? Ке зборува со појраз. Јави се! Јави се! Компанија Садик, превоз на луѓе. Компанија Садик, превоз на луѓе. Вршиме секако вид на превоз. Компанија Садик, превоз на луѓе. Знае дека се јас ќе кренам и вака остава се за себе. Зедеп се дефли. Возилото пристигна, хајде. Зедеп се дефли. Ти ли го викна Садик? Човекот чека пред врата. Нели е таксист, нека чека. Бе. Косата, шминката, парфемот. Се избрав според овој фустан. Сега треба пак одново да се облакам. Соши го за 2 минути. Јас не сум шијачка, јас сум дизајнер. Ако не можеш да го сошиеш, тоа значи не си дизајнер, не се фали дека си некој и нешто. Не ми личи да држам игла, што да правам? И јас мислам дека не ти личи. Возилото стигна, Зенеп се дефли и ве чека. Човекот те чека надвор. Ама нормално ти не мислиш на никој освен на себе. Чекај да го сошијам. Чекај. Дојди. Стој вака. А што да правам, душо? Таксимерот му работи. Што се развикал толку? Зарем Садик има таксиметар, жити господ? Компанија Садик, превоз на луѓе. Ама, Селма, срам да ти е.
Секако. Садик, синко, слободен ли си? Слободен. Многу е жешко, немам сила. Ако одиш натаму, ќе ме прифрлиш до Се плоштад. разбира, тетка, ме седни, ајде. Зейнеп Седефли, истече времето за чекање на вашето возило. Си гледаме на нашето следно патување. Каде оди? Састани малку, чекај. Аман. Боже. Чекај. Каде одиш, бе? Каде ќе одам, ќе ја однесам тетка Азиме до плоштад. Што да прави жената? Дали да чека по Жешково? Не доаѓај, не сакам, јас се брзам. Ти си знаеш најдобро, голема си. Ај, Селма, саат време не успеа да го сошиеш, Аман. Слушај, ваму, ама и моето трпение има свој граници. Ти немаш лична шијачка. А ти каде си тргнала? Каде одиш вака до терана? Зошто се брзаш? Што ти е, гајлема? Не можам ли јас да имам приватна работа? Што е, нели ќе привлечеше богати туристи? Апартманите се празни. Јас ли да се сместам таму? Може, секако. И платата да ми ја покачиш. Во ред. Добро, Вети, ќе ми ја покачиш платата? Ѓорке, молчи, ке те чуе. И јас не можам да ги слушнам. Така ќе се залепиш за стаклото и ќе гледаш како мачка. Тој и карираната кошула е нешто чуден, да знаеш. Навистина не е истиот појраз. Појраз не би ја погледнал Сена, разбра? Опа, што прави бе? Држи ме, Ѓоркен, што прави овој? Што прави? Навистина не знам што прави, ама жена има нога од 2 метра. Молчи бе. За кого е тоа? За најубавата девојка која е дојдена на островот. Ете. Отпуштен си. Отпушти го. Сена, душо, си побарала вода? Зарем ти си дел од послугата? Појраз, јас, значи ние работиме се. Поради тоа немаме многу слободно време, не се навредува ако не седнеме да зборуваме со тебе, не се лути во ред, нели Појраз? Не сме зафатени, слободни сме. Како што гледаш, облеков чевли за пешачење. Можам да дојдам со тебе? Не смееш да дојдеш. Ете, не смееш да одиш. Зошто? Зошто? Затоа што ти треба да уживаш на плажа, треба да се сончаш. Многу си бела, погледни се. Фати малку бронза боја, фати боја на лицето. Не сакам во ова време. Тогаш подготви се, Сена, да се најдеме пред хотелот за 5 минути. Во ред? Во ред, договорено. Сега треба да се исушиш, тогаш Појраз, ке задоцни. Подобро да не чека Појраз, нели? Остани во хотелот. Не, ќе чекам. Ќе чекам, не е проблем за мене, ќе бидам пред хотелот. Ама ништо не е душо, обична вода, ќе се исуши. Мерт, кажи му на мајстор Мухсин дека одам до месарницата, нека каже што треба да земем. Одиш до град? Имаш нешто против? Не. Сена, зошто доаѓа со тебе? Што ти е, гајле? Нормално, што ми е гајле? Но многу е добро да се биде социјален во односот со муштериите, навистина е убаво, ама дали да држите малку растојание, да ја задржиме таа дистанца, инаку погрешно ќе те разберат. Например, како погрешно ќе ме разберат? Ќе помислат дека има нешто... Што ќе помислат? Ќе мислат дека флертуваш со нив, ете, тоа ќе мислат. Мене тоа не ми е проблем. Сега јас не сум врзан за никого, немам одговорност. Нели сум во права?
И јас така мислев. Кога рече утре ќе видиш друг појраз, мислев дека ќе видам груб, нервозен, одбивен и строг човек пред мене. Ама не ми падна на ум дека ќе видам суров човек. Види, да ме сакаше, тогаш ќе бев суров човек. Тогаш ќе беше во право. Ама штом ти ништо не чувствуваш кон мене, тогаш не ги гледај овие работи. Појраз? И јас доаѓам со вас. Треба итно да купам нешто од градот. Ти немој да се мачиш. Кажи што јас ќе ти купам. Не, јас треба да видам и да одберам, значи морам да дојдам. Ете. Што ќе купуваш, што бара толку многу внимание? Джогер? Джогер. Навистина било нешто многу потребно. Джогерот е важна работа. Сена душо, дозволи ми, мила. Ајде. Не може, сакам да ја гледам глетката. Ти гледај го патот, гледај убавината на природата, на инсектите, гледај ги нив, таа гледка е поубава. Подобро се гледа од предното седиште. Што чекаме? Притисокот ти е малку покачен, тетка Алие. Нели не се откажа од диетата? Притисокот не се покачува од јадење. Што се случи? Имавме земјотрес, но помина, се спасивме, фала му на Бога. Земјотрес? Да не е нешто во врска со појраз. Од сега Хазира нема да му се приближи на појраз. Од каде го знаеш тоа? Бидејќи и кажав дека ништо нема да биде. За среќа била умна и разумна, брзо се убеди, да знаеш. Тетка Алие, ако малку ја познавам Хазира, таа така кажала само за да те откачи. Секогаш го прави тоа што го наумила. Не ја познаваш колку што ја познавам јас. Тетка Алие, знаеш нешто за Хазиран што не знам јас? Кажи ми и мене. Нема потреба. Средив јас. Од сега нема да му се приближи на појраз. Тоа е доволно за тебе. Сена, види, античкиот град е на оваа страна. Може би некој ден ќе ме однесеш таму. Ќе те однесем. Нема да те однесе. Зошто? Зошто? Затоа што толку напорно работиме во хотелот, што едва ја одиме дома да спиеме малку поради тоа. Сена, ако сакаш да го видиш античкиот град, ќе најдам време. Не е проблем. Нема да најдеш. Изгледа појасот се заглави. Чекај малку. Ти гледај напред. Гледај го патот, јас ќе средам. Остави на мене, остави да го повлечеме ова. Полека, ма ме Убаво боли. да го повлечеме. Еве вака. Не те боли. И убаво да го зацврстиме за да биде безбедно. Добро е? Во ред? Каде е појраз? Отиде, имал работа во град. Ала, хота сандалава дрва повелата. Алпер, цела ноќ ти зборував. Ти кажав што се направи Хазиран за да му се извини. Воопшто ли не ти омекна срцето? Не ми омекна, Биричик, не ми омекна. Нема да дозволам да го измамите, брат ми. Те молам, слушај ме. Ако не ти е жал за Хазиран, жали ме мене. Види, погрешка ти ја кажав најголемата тајна на мојата другарка. Ке ме замрази, те молам. Ало, каде си, бато? Одам кон плоштадот, што се случи? Бато, треба итно да разговараме за нешто. Во ред, брате, да разговараме. Да завршам работа и ќе дојдам во твојот локал. Добро, добро, и јас ќе бидам таму, те чекам. Немој. Биричик, тргни се. Крие нешто од мене. Хе, искубам ова. Ѓоркем, чекај бе. Нема да чекам, госпогице, нема да чекам.
Дојдовме до твојата продавница. Ајде, нели ќе купеше џогер? Тука ли беше продавницата? Добро. Чекај. Чекај, ташната ја заборавив. Со среќа дојде Сена. Сена која добива се што сака? Што? Таков прекар ли има? Така ја викавме на факултет. Дури еднаш се надпроверувавме за момче од веслачкиот тим. Јас загубив. Тогаш зошто ја викна во хотелот Бириџик, зошто? Нема да го земе хотелот. Праша дали поира се во врска, дали јас му се пуштам. Да ја немав таа проклета тајна, ќе застанев пред неја и ќе ја кажев: тргни се девојко, поира се мој, тргни се од него. Хазиран, ти сега веднаш оди и кажи му ја на поира својата тајна. Од каде сега тоа? Ете гледаш, постојано си под опасност. Веднаш уште сега оди и признај му се. Значи, Бириџик, се случи нешто? ќе се случи. Значи, може да се случи. Види, вчера баба му дозна, така? Утре Алпер може да дознае. Онака само ти кажувам. Сега не е време за тоа во ред и онака сме во лоши односи. Не можам сега и со тоа да се расправам. Ајде, Бириџик, сега треба да исклучам, се гледаме. Бај. Уф, затвори. Нехир! Ти го имаш ли бројот на Хакан? Го имам. Дај ми го. Некој нешто крие од мене. Што е таа тајна? Хазиран ја фарбала косата. Тоа ли? Тоа. Ова било многу автентично место. Такво е. Хазиран го избрала вистинското место за да најде мир. Да не кажеме дека бараше мир. Се смести за тоа што мораше. Разбирам. Слушнав дека мајка имала финансиски проблеми. Нели сакали и куќата да ја продадат? Ај, сирота Хазиран. Хазиран не е сирота. Таа е едно од најсилните и најпаметните луѓе што ги познавам. Алпер, што ќе ми кажеше, што се случи? Ќе зборуваме, бато, ама не е сега овде. Нешто лошо ли се случило? Се случило. Ама јас сега дознав. Види, навистина не знам како ќе ти кажам. Бонџук, како така бегаш од клиниката? Ти се колнам, ке те кастрирам. Пардон? Само раѓа, и тоа самото е болно, греота е... Значи Бато Фатих е нашиот ветеринар. Бонџук, се гледаме, деца. Бато, и онака ти имаш работа, тоа не е нешто за кое можеме да зборуваме на улица, заврши ја работата и дојди кај мене во локалот. Слушај, ваму, кога рече Бириџик е на телефон, не знаев ни која си, сега што сакаш? Види, мораш веднаш да одиш да го убедиш Алпер, да не ја кажува на порез тајната. Каква тајна? Јас не знам никаква тајна. Значи во овој миг не сум во состојба да слушам како викаш каква тајна, јас ништо не знам и немам толку време. Алпер дозна се, оди побрзо и убеди го. Ако настрада Хазиран и ти ке настрадаш. Ме разбра? Ајде трчај. Трчај бе. Трчај. Сите одат многу бавно на овој остров. Треба малку да се трча, нели? Види, ја ставила и на очари. Ти, мене ли ме следиш, ма?
Нема каква врска има онака излегов на прошетка. Мислиш дека ти верувам? Ти како дете не знаеше да лажеш. Ти кај одиш вака до терена, со кого ќе се најдеш на овој остров? Што ти е гајлема, може би се гледам со некого на островот, не смеам ли? Не смееш. Нема да се расправам со тебе. Откачи ми се, Селма? Зошто се вртиш околу мене како опашка да си ми? Ако не ми кажеш каде одиш, никаде нема да одам. Добро. Ја знаеш Ајша на Зехра, нели доаѓаше да ме види. Со неја ќе се најдам, добро? Како прво Ајша беше моја другарка. Секако, таа мене доаѓаше да ме види, а ти како глупава ни се упикуваше. Ајде сети се. Ќе можеш ли да освежиш меморијата, те молам? Ајша беше моја другарка, мене ме сакаше. Што ќе правиме девојка Ајша со тебе? Ти кога играше со кукли, ние гледавме модни списанија. Ние си игравме со Ајша, а ти доаѓаше кај нас. Не молеше, може ли јас да се поиграм со вас? Прво, јас никогаш немав таков глас, во ред? Имаше. Лажеш. Нели јас не можев да лажам? Бонџук, ќе те утепам. Што е тоа? Зейнеп, Селма. Што е, Фатих, што ти е вака? Бонџук пак ми избега, треба да го кастрирам. Како и да е, вие како сте? Ете, добри сме, како да Колку што ве видиме? гледам заедно, две сестри. Ке пиеме ли чај некој ден, а? Ве чекам во мојот дуќан. Стари пријатели на едно место. А, нели убаво тоа? Што би спомна пријател да ти кажам нешто, Фатих. Ти подобро облечи се вака, откажи се веќе од тие одвратни кошули, смени си го малку стилот. Што им фали на кошулите? Многу убаво му стојат, нели? Ми доликуваат? Да. Секако доликуваат, ама само на дедо му доликуваат. Во кој век живееме? Какви се тие ракави? Селма ги шие сите мои кошули, мене многу ми се допаѓаат. Се гледа. Ти подобро гледај ги копчињата на тие кошули, каде можеш да најдеш толку квалитетни копчиња? Каде можеш да најдеш во ова време, овој век? Им поминам модата, убавице. И јас следам на интернет и јас се разбирам во тоа што е мода, а што не е. Господи, не се карајте и како велат вкусовите и боите не се коментираат, нели така велат? Ти молчи, Фатик. Хазиран, појрас каде? Гледај, ете го онде. Бираат колачи со сена. Добро, ајде оди веднаш и признај му на појрас. Во ред? Зошто толку запна да му кажам се? Синоќа сонував многу лош сон. Многу сум под стрес. Хазиран, да не му каже некој погрешка. Кој ќе му каже, Бириджик? Ако мислиш на Хакан, нема да му каже за да се заштити. Ако мислиш на тетка Алија, таа си го кажа своето. Ти си мојата единствена, душо моја. Тебе и да те убијат, нема да кажеш. Само што го открив овој рецепт, го најдов зад календарот на баба ми. Ти прва да го пробаш. Како е? Многу е вкусно, прекрасно. Пурјас, сакаш да пробаш и ти? Може. Навистина е вкусно. Опа, леле, види како му даде со своја рака. На кој левел сте вие? Кога стигнавте до таму? Сега не губи време. Хазиран, дојде да седнеме на некое мирно место и да зборуваме. Сега не сум во состојба смирено да седам и да зборувам, погледни ги. Дали зборувал со него? Дали го убедил? Уф! Што правите? Како сте? Овие ги избравте? Зошто овај го даде? Нели островскиот колач е поубав и тој е поавтентичен? Зошто го избра овој? Ти нели рече дека ги купеше джогер? Речитно ти е. Барав, ама не видов нешто како што сакам јас. Штом не видов, реков нема да купам. Штом не купив, ете стигнав до овде. Реков да не пешачам до хотелот. Ама јас ќе одам кај Алпер. Изгледа ќе мора да пешачиш. Знам, станав како опашка, ама откако ќе завршиш работата, може јас да се вратам назад со тебе? Секако дека може, зошто да не? Одлично. Ке дојдам и јас. Мелиса, ајде со лесно. Благодарам. Зошто му се залепи на момчето? Остави го на мир. Појрас е мој ортак. Хазиран.
Ти да не си фалична, ма? Не, каква врска има? Вчера му рече на Појрас, не сакам ништо да имам со тебе. Сега го следиш како опашка. Одлучи се веќе и оди право, не оди цикцак. Има работи што не ги знаеш, Мелиса. Тогаш, кажи ми да знам. Не е толку лесно.